Домашните производители на вино континуирано го подобруваат квалитетот на својот производ, е оценката на Сдруженијето на винари на Македонија. Подобрувањето според експертите се должи на поголема едуцираност на производителите кои произведуваат вино во домашни услови. Вчера во Кавадарци на Факултетот за земјоделство што работи во рамки на Универзитетот Гоце Делчев Штип се дегустираа 60 мостри на младо вино од домашни производители во рамки на манифестацијата за одбележување на Денот на младо вино. Манифестацијата се одржува по трет пат по повод празникот на младото вино Божоле Ново. Правиме дегустација на млади вина кои што се произведени во домашни услови, од тиквешијата па и пошироко. Мострите на вино од година во година за среќа нели се зголемуваат, така да оваа година имаме некаде околу 55 до 60 мостри, вклучувајќи бело вино, розе и црвено вино. Во текот на дегустацијата треба да го земеме предвид фактот што овие вина се правени во домашни услови, каде што не секој ги има потребните услови за да се добие постакувањето квалитет и со оглед на тоа сепак може да кажеме дека вината произведени во домашни услови од година во година се подобруваат, нивниот квалитет е на повисоко ниво. Тука може да кажеме од оваа година до сега нели колку што имаме пробано, имаме уште малку. Белите вина за наше изненадување, особено смедеревките, покажаа многу добар квалитет, со добри бои, добри ароми, затоа што белите вина, технологијата е малку посложена, за разлика од црвените, особено кога произведуваме во домашни услови. Исто така можем да кажем и за црвените се на малку повисоко ниво од претходната година. Тука производителите со наша помош се обучуваат, имаат поголема винска практика, така да користат препарати и средства кои што го подобруваат нивниот квалитет. Исто така тука се важни и условите на производство. Па тука имаме неколку точки, ќе ги наречам. Пред се е важна суровината. Значи, истото го имаме и ние во винариите, важна е суровината, грозето треба да биде здраво, значи пред се да се гледа здравјето на грозето, потоа оние основни услови за ферментација. Имаме нели за бело вино, температура на ферментација за бело вино на црвено, сега тие во домашни услови нормално не може тоа да го контролира толку добро, но треба да си има некоја граница. Белите вина ферментираат на пониска температура, во производствени услови во винариите тоа лесно се контролира, 14-16 степени Целзиусови, во домашни услови тоа може да биде потешко, но сепак треба да се внимава да не стоат нели да не е премногу висока температурата на бели вина. Исто така да ферментираат без држките, без оние зелени делови, за да сепак белите вина треба да бидат понежни, а црвените вина за домашните производители можем да кажем се доста полесни за производство, затоа што тука температурата може да биде малку повисока, но сепак треба да се внимава да не настане процес на оксидација, не многу долг контакт на течноста на виното после ферментација со комињето, со зрната кои што веќе ферментирале. И пред се, од кога ќе заврши ферментацијата на вината, наша препорака кон сите е тие виното да стое во затворен сад, полн, а не испразнат, затоа што на тој начин многу лесно наставува процесот на оксидација. И белите вина да се полнат на време во шиша, не да ги чуваме во садови кои што се отпразнати. Оваа дегустација организира Сдруженијето на винари на Република Македонија. Ние сме енолози и сакаме дел од нашата практика да им ја пренесиме на домашните производители со цел да стекнат подобра винска практика и подобро да се запознаат со винската култура, начин на производство на вино и да знаат она што си го произведуваат, да може да си го стават во шиши и да се користи нели во убави пригоди и сепак да биде коректно за пиење и вкусно. Голема благодарност до факултетот Гоце Делчев, исто така до Еврохандел, ПИМ, Горска и Тохем. Денот на младо вино во светот се празнува од 1937 година, секој трет четврток во ноември. Изборот пак на најдобри млади вина се одржува во чест на празникот на млади вина Божоле Ново, кој се слави во многу земји.